Почнуваме со емисијата, како што најавивме, тука е господинот Ѓорги Илиевски, експерт за образование. Нас чест гостен кога зборуваме за образованието, за проблемите. Господин Илиевски, добро дојавте во студио 10. Благодарам, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на телевизија 24 и со посебна чест сум тука со вас. Господин Илиевски, кога зборуваме за образованието, она што не очекува тоа е конституирање на нова влада, тамо веројатно ќе има, не веројатно, туку сигурно ќе има нов министар во тој сектор, ќе видиме кој ќе биде. Ние до сега разговарахме доста за проблемите во образовниот сектор од сите аспекти. Еве вака за генерален вовед во разговорот, кои се ургентните приоритети на новата влада кога зборуваме за образование? Па, сите мои анализи и пишувања што последниве години ги правам во поглед на образованието, морам да кажам дека како образованието, така и другите институции се руинирани, а конкретно во делот на образованието се наоѓаме во една таква ситуација каде што се поставуваат министри несоодветни, нестручни, и тоа го согледавме и со министерката Царовска, и со овој Јетон Шаќири, кои што едноставно се партиски поставени луѓе и исполнуваа некои агенти кои што најмалце им користеше на образованието. Па така последниве неколку години имаме руинирано образование, почнувајќи од основното образование, во периодот од ковид кризата што беше, па и понатака, немањето на учебници, немањето стратегија за образованието, односно навлезена беше политиката во образованието наместо образовна политика да имаме, и од тие аспекти најголем терет им беше на наставниците, на учениците, на родителите. Иако во повеќе наврати јас пишував и ги повикував на мои согледувања за излез од овие работи, и од сите тие моменти се констатира, се појавуваат некои така наречени експерти за некакво си образование кој што најмалце им одговараше на степенот на она што значи стварно современо образование во Македонија. Добиените парични средства во Светска банка, искористени ненаменски, искористени за некакви си проекти, немање на учебници, форсирајќи некои дигитални и така натака. Испитувањата што ги правија самите наставници од оделенска и предметна настава, укажуваат дека има потреба од учебници. Но тие учебници треба да бидат прилагодени на потребите на возраста на децата, а не да нема учебници. Исто така, дигитализацијата што треба да биде со некои наградни средства, попратни средства, и како се потребни. Но основната потреба на детето му беше учебникот. Затоа се залага и самите наставници дека без учебник нема патокас во делувањето и работењето. Но видовме повеќе години се немаше учебници, имаше реакции на родителите, имаше реакции на наставниците, но се немаше никаков слух. Во истата таа ситуација продолжи и новиот министер Јетон Шаќири, што морам да кажам дека ќе има голема работа за новата влада да се преиспита тој концепт, каде што незамисливо е да немате наставен предмет историја, географија, да немате да се здружат во некои си природни науки и така натака, каде што си има секоја посебна методологија. Царовска убедуваше дека Данска, Шведска, Норвешка, таква е ситуацијата. Но од таму ја доби отворената заушка дека не е тоа така, дека секој предмет си е посебен и си има своја методологија.
Во она што сега гледам, ги проверив и сите предизборни програми на политичките партии во делот на образованието. И што констатирав? И во изборната програма на ДУИ и на изборната програма на СДСМ, вика, ќе се залагаме за квалитетно образование. Самиот тој збор ќе се залагаме потврдува дека за тие 6 години не само што не се залага, едноставно, значи, отидовме со поскалилата на ниско ниво, а тоа го покажува и меѓународните испитувања на ПИСА, каде што нашите 15-годишни ученици се наоѓаат длабоко на дното на писменоста, математичките и природните науки. Да, имаме системска една поставеност на образованието која очигледно не функционираше како што треба, покажа многу слабости. Значи тука се Агенцијата за квалитет на високото образование, Одборот за евалуација и акредитација, имавме Национална комисија за развој на високо образование. Сите тие ми се чини тела како да потфрлија во овој период и тоа во повеќе насоки. Знаете, вашата констатација е точна. Ако вие немате квалитетни луѓе, согласно знаењата, согласно искуствата кои што треба да имате, ако имате поставени институции, политички, каде што политиката ги наметнува тие луѓе, а не стручни научни. Вие добро го кажавте ова. Ние имаме ситуација каде што Агенцијата за квалитет на високото образование е политички поставено, политички ни е Одборот за акредитација и политички ни е Одборот за евалуација на поставените луѓе. Претходно беше директор на Агенцијата за квалитет на високото образование Агем Рушити од политичката партија на ДУИ. Сега имаме исто така поставен директор Расим Зубери од политичката партија ДУИ исто така, кој што има фалсификувани дипломи за да дојде да биде директор. Да биде директор на Агенцијата за квалитет на високото образование. За сето тоа јас го пишував. Господинот Зубери, кој што е директор на Агенцијата за квалитет на високото образование, докторирал во 2022 година. За да бидете директор на една таква институција, да бидете во Одборот за акредитација, кој што се избира, има дел што се избираат од владата, дел има кој што ги избира интеруниверзитетските универзитети, треба дел има од МАНУ, треба да имаат научни звања, наставно-научни звања, да имаат трудови во импакт фактори, да имаат најмалце 10 години работно искуство во сето тоа. Првиот човек за Агенцијата за квалитет на високото образование е човек кој што во 2022, значи нема наставно-научно звање, туку има докторирано во 2022 година, што е предмет за расправа како во собранието и за негово повторно разрешување, како и да има потреба од работа на јавното обвинителство. Вие доста пишувавте за овие дипломи, не само за овие кои сега ги посочувате тука и за други личности, функционери. До сега немаше никаква разрешница во поглед на тоа прашање, ми се чини. Па јас повеќе години пишував и доставувавме и до јавното обвинителство за состојбите кои што се случуваат, во образованието, во високото образование посебно. И морам да ви кажам дека доставено и до јавното обвинителство и до судовите нема никаков ефект. Нема никаков ефект. Јас уште
во времето... Претпоставувам дека во тие ваши достави има и докази за тоа. Точно, па не можеме ние кога одиме некаде да испитаме, ево конкретно да речеме, Стручкиот универзитет на Рамиз Мерко. Таму направивме целосни испитувања, констатирани записнички, доставени решенија. Констатираме дека Рамиз Мерко, еве го тоа, ексклузивно за телевизија 24, уверението за докторат кој што го добил во Нови Пазар, заедно со нотарката, жената на ректорот, Кадриовски, сега е Кадрио, докторирале во Нови Пазар. Не е носифицирана. Јас би сакал, министерот за образование, јас би сакал јавното обвинителство, кој што ги бара податоците, а до сега се дадени повеќе пати, значи не е интервенирано, јас ќе бидам принуден сето ова да го доставам до американската амбасадорка Агенер. Затоа што таа има добра констатација дека кај нас имаме голема болест на криминал и корупција, а во тие рамки и за овај универзитет. Исто така, морам да потенцирам дека многу е лоша ситуацијата и на Универзитетот Апостол Павле во Охрид. Таму имаме ситуација каде што денови планирам да поднесам 2 кривични пријави за тој универзитет. Како за ректорот Иван Бибиловски, така и за поранешниот директор и сега поставен, не знам на каков начин, Нинослав Марина. За да се испитаат сите работи. Зошто таму? Што се случило? Па таму овие двајца, и едниот ректор поранешен, па се менуваат сега еден со друг, повеќе од 5-6 месеци не се во земјава. Делуваат и работа некаде во Швајцарија. Каде? Министерството за образование и наука финансира, дава средства, парични средства. Прашањето е сега како се користи, што се користи. Дали Министерството за образование и наука ги испитале овие моменти? Како се трошат парите? Овде ќе има голема работа новото Министерство за образование, односно новиот министер за образование, кој што треба да се испитаат овие работи. Не само во делот на ваквите ситуации, дипломи. Па ние имаме, верувајте или не, ние немаме универзитет кој што нема слабости. Немаме. Како во јавните, така и во приватните. А во приватните, слободно нека дојдат да ме демантираат. Се продаваат додипломски, магистерски, специјалистички, така. Се продаваат. Значи, тоа е купување на дипломи. Јас сакам да ми се појави еден универзитет приватен, па да проговориме. Имаме руинираност. Ние имаме 20 и нешто правни факултети. Имаме 20 и нешто економски факултети. Факултети за менеджмент. Ако ги проверите јавните предпријатија во Република Македонија, за да добие некоја функција раководител, тој мора да има добиено некоја диплома и ја добива 3-4 евра и така натака и одат. Ево нека се провери, нека се проверат, нека се ангажира и трудовата инспекција. Нека се ангажира, за жал, морам да кажам, дека и мојот инспекторат, кај што јас работев, државниот посреден инспекторат, непрофесионално се извршува својата работа. И тука треба преиспитување на сите работи. Поставување стручни, компетентни, професионални луѓе. Поставување директор. Некако овој сега што е министерот Фератов од Чашка, кој што не ги исполнува условија да биде директор. Има завршено нешто што не бил, а се бара најмалце 5 години работа искуство во наставно-воспитниот процес. Па ве молам, што сакаме да правиме? Значи политиката влезена. Новата влада
се надевам, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Мора да се проверат сите поставени функционери, министри, директори и не знам што други. Мери системот, стручност и компетентност, а не политичката партија да делува. Вие отворивте уште еден аспект, спомнавте дека има над 20 правни факултети, економски факултети. Значи имаме една хиперпродукција на кадри од тој тип. Имаме ли ние анализа за пазарот на труд? Дали нас не треба толку економисти, толку правници? Тоа јас сум го пишувал. Исто сум го пишувал овие години. Потребата. Новата влада треба да се позанимава со Стопанската комора, со Агенцијата за вработување, да се провери што нас ни фали. Странските експерти, кога дојдат кај нас и вика дека имаме потреба од стручен кадар, што значи треба да се направи такво образование, средни и стручни училишта. Училишта каде што ќе бидат потреба на пазарот на трудот. А не да имаме училишта каде што само ќе произведуваме кадар, а нема потреба на пазарот на трудот и доаѓа сега до разочарување на тие луѓе или бегање од нашата држава. Исто така, во високото образование, неминовна е потребата да се активираат, да работат техничките факултети, градежните факултети, архитектонски, градежен, биолошките, природо-математичките, информатичките. Потребата на пазарот на трудот е тоа. Да развиените земји се занимават и со невидена технологија за развојот на образованието. А ние, за жал, немаме такво нешто. Каде е потфрлена работата? Морам да кажам дека, како што реков, Агенцијата за квалитет на високото образование, Одборот за акредитација, кои што се поставуваат партиски. И сега, најновото е, од Одбор за акредитација, тие што завршиле мандатот, одат во Одборот за евалуација, од Одборот за евалуација одат во Одборот за акредитација. И тоа сум го пишувал. Што тоа значи? Да бидам поедноставен за македонската публика да знае. Бидејќи вчера многу ми се ува и вика Илиевски, бараме да бидеш поконкретен, појасен, потворено. Одборот за акредитација значи се акредитираат студиски програми што се доставуваат. Знаете што? Дека секој донесен проект се акредитира на студиска програма. Се акредитира, нема отфрлено. И затоа ни се појавува дали има потреба од 25 правни факултети, економски факултети, менеджменти. А потребата на пазарот на трудот е сосема нешто друго, кој што е многу важно, кој што е потреба. Како во средните стручни што треба да се форсираат? Дуалното образование, теоријата и практиката, така исто така треба да се форсираат овие факултети, каде што е потреба на пазар на трудот, каде што можеме да ги задржиме луѓето, да ги задржиме студентите после тоа и да ги вработиме тука да не ни бегаат. Таа стратегија треба да биде. Тоа треба да биде задача на новата влада, да се приспитаат Одборот за евалуација, вреднувањето. Верувајте или не, ние немаме никаква евалуација направена. Добиле акредитација за 5 години, но нема никаква евалуација, вреднување. Дали тој факултет, тој универзитет ги исполнува условите со наставен кадар, со други нагледни средства и така натака. Дали е потребата како што треба, како што стои во проектот. Ние денеска имаме факултети, бизнис, економија си тера, тамо нема ништо криминално дејание ги имаме. Одборот за акредитација го прашувам раководител на секторот за високо образование, па вика Илиевски, тоа е работа на Одборот за акредитација, ние не можеме одиме чекор по чекор. Одборот за евалуација не функционира. Се поставува прашањето што тогаш работат. Што тогаш работат? Исто така,
се формираше Националниот совет за високото образование. Што направија? Тогаш тој совет го превзема и тогашниот премиер Зоран Заев. Рече дека тој ќе биде на чело. И кои се резултатите од функционирањето? Пазите, тие направија, не, ова е Националниот совет за високо образование согласно законот, каде што имаме негде околу 15 луѓе кои што се предлагаат и од влада, и од интеруниверзитетските факултети, универзитети, каде што тој Национален совет за високо образование и научно истражување и технологија нема донесено, тоа сакам тоа да го кажам, национална програма. Тој Национален совет сега го води професорката Лажетич од Правниот факултет, кој што беше кандидат да биде и академик и така натака и се тоа. Нема ништо. Што работи? Затоа новата влада има таа задача, тие решенија, да се формира национално тело. Тоа национално тело за научно-истражувачката работа, да направи национална програма. Ако ви кажам дека нас не препознават, тоа што го пишувал во повеќе навати, нас не препознаваат во Европското здружение за обезбедување на квалитетот на високото образование. Не препознаваат нас како земја со такво нешто. И затоа сме таму каде што нема мира шенгенската листа меѓу 1000, нито не има на некои други места и така натака. Значи, едноставно треба преиспитување. Новата влада, новото Министерство за образование ќе има голема задача да работи. Но, неминовна е потребата да се соработува и со МАНУ, и со универзитетите, и со граѓанските здруженија, да дадат своје мислења. Значи, да излеземе од овај ќор сокак, каде што образованието, почнувајќи од основното, средното, високото, само назадува. Да, ние во најголем дел од емисијата зборуваме за високото образование, таму е и средното и основното, но ајде да се вратиме уште поназад. Вие во вашите колумни имате напишано и дека предучилишното образование треба да се врати од Министерството за труд во Министерството за образование. Мислите дека тоа би било добар потек? Она што го согледав во изборната програма на ВМРО-ДПМН за еднината во образованието, јас во повеќе навати пишував. Сите тие анализи направени од моја страна се затоа што, ако го погледаме соседството, Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, има закон за предучилишно воспитание и образование, кој што е во рамките на Министерството за образование и наука, а не во Министерството за труд и социјална политика и не во Законот за заштита на децата. Законот за заштита на децата е сосема нешто друго. Заштита на децата имаме до 18 години. Без разлика дали се тие, тоа треба да си биде заштитата, нека си биде во труд и социјала. Но воспитно-образовната работа, воспитната компонента, образовната компонента треба да почне од основата, а таа основа е предучилишното воспитание и образование. Корените на предучилишното воспитание и образование во Македонија започнаа уште од през 100 години, кој што има традиција. И понатака. И поаѓајќи од сето тоа, тие укажувања и тие согледувања мои, добро е што во изборната програма на ВМРО-ДПМН, во делот на тоа, предучилиштото воспитание ќе биде еден континуитет за развој на личноста на детето во когнитивно, во емотивно, во социализирано делување и работење и вклучување во основното образование. Таа вертикала е многу битна, да нема дисконтинуитет. Сега ќе има еден континуитет од предучилиштото, основното, па средното. И затоа оние така наречени експерименти што ги направија така наречени некои експерти,
пошто целта им беше само тие парични средства. И она што предлагаше Царовска, се виде дека е промашена работа. Се додека, почитувам сејат, не се слушне мислењето на родителот, не се слушне мислењето на академската фела, ако не се на наставниците, да се види дали детето, што му фали на детето, дали од детево правиме фрустрираност или правиме здраво дете и здраво општество. За мене незамисливо е. Ќе кажете, ама ти си патриархален. Да. И гор сум со тоа, што сум демохристијанин, што го ценам и почитувам семејството како основна клетка на нештото. Не може да имаме родител 1, родител 2. Пазите, тоа е една работа. Не негирајќи го кој како сака се мисли и како се чувства. Тоа си негово право. Но нема право мене да ме малтретира, мене да ми наметнува. Тој како се чувства нека си биде. Или не може во прво, второ ление да зборуваме за сексуалното образование или за среќното детство, ако е детето со двајца мажи или со две жени. Се знае. Нека реагираат кој како сака. Се знае семејството што го сочинува. Идентитетот што го сочинува. Човекот што го сочинува. Што е здраво и суштествено за нештата. Оној што си мисли поинако, нека си мисли, но не да наметнува. И не може да го наметнува тоа во образованието. Ние, почитувам сега, ја изгубивме моралноста, ја изгубивме воспитната компонента која што е многу битна и важна. Тука треба да обрне внимание новата влада и таа нова влада, што ќе биде, со премиерот Христијан Мицковски, сите поставени министри, директори, треба да дават отчет на секои 3 месеци или 6 месеци и тоа да му дадат на премиерот, а не на поглавицата на некоја политичка партија. Не може повеќе да се гледа тоа. Јас му одговарам на Али Ахмети. Кај му одговара? Нека му одговара него таму кај што треба, ама ти си поставен тука. Тука треба да биде. Одговорноста треба да биде, се знае кој, на премиерот. И сите министри, и совесно и одговорно да се работи. Воспротивно, верувајте или не, ова надеж кој што ја има македонските граѓани за излез од ова руинираност на системот во сите сегменти, а во тие рамки и во образованието. Само едно да кажам, многу паметни луѓе кажале, сада не дека какво ти образованието, таква ти е државата. Да, за жал ја спомнавте надежта, тоа е нешто што македонските граѓани во константа го имаат и во константа им се изневерува. Ќе видиме како ќе биде во иднина. Така било во последниве 30 години, ама како што вие велите, сите се надеваме дека некогаш нешто ќе се смени. Едно да е јасно. Јас сум категоричен. Јас ќе пишувам и понатака, и кој ќе дојде новата влада, и било кој. Јас и порано пишував кога беше некои ситуации што не ми се допаѓа, со тие диспезирани студии низ Македонија во времето на Груевски. Несватливо е. Несватливо во еден мој дебар да имаше универзитет за германски јазик. Па се укина тие работи. Или несватливо е во Берово да имате факултет за за информации, не знам што и така натака. Не може. Да, потребите што треба да има во Тетово како универзитет, во Битула како универзитет, во Штип како во Скопје. Но треба да има една синхронизираност. Вие знаете дека во Тетовскиот универзитет се штанца дипломи. Во Стручка да не зборуваме. Еве го, самиот тој Мерко, Рамис Мерко. Нека ми покаже министерот на одење сега, што ќе си оди. Дали му е ностифицирана докторската? И како овој човек да е вореден професор? Како Јетон Шачири министерот, без да му се ностифицира докторската?
од Албанија, економски факултет. Добил научно звање доцент. Па во нормална држава, а ние не сме нормална држава, Бога ми треба да си приспитат работите сите. Сме доставили до јавното обвинителство. И за овој во Битолскиот универзитет. Фонд за развој на универзитетот. И што правеле? Ево овој сега што е председател на одборот за акредитација, таму беше проректор од факултетот за безбедност, Ѓуровски Маријан, така се вика отприлика. Од тој фонд си земале пари. Ректорот, проректорите, генералниот секретар и така натака, а тие пари се за развој на единиците на факултетите. Такво нешто нема. И доставените кривишни пријави и барања ги нема, загинати се во јавното обвинителство во Битола. Ги нема. Сокриени се. Не функционира. За ова за Рамиз Мерко сме кажале уште од 2016. Сега имам сознание дека до Министерството, односно до Државниот просветен инспекторат, има барање од јавното обвинителство да се најде токму за Рамиз Мерко. Па што тие веќе го има тоа? Еве го тоа. И нека го побараат, што ќе го доставам до американската амбасадорка. Зошто ќе речите? Па до сега јас сум доставил до сите институции. Народниот правобранител, сега откаде тој Изет Меджити, као се вика. Да. Мемети Меджити. Иджет Мемети. Така. Затоа што народниот правобранител, заменикот народен правобранител, ја испитуваше работата со она што јас ги открив, криминалите на поранешниот министер Арбер Адеми и на поранешниот заменик министер за внатрешни, па го поставија за правда, па го поставија заменик министер за образование, Агим Нухију. Незаконито се унапредувале. И сега, да се вратам на моментот. Ова е престудна работа на новата влада. А јас се надевам дека новиот премиер, Христијан Мицковски, тој ќе биде. Познавајќи го, разговарајќи со него, принципијаноста негова, мора ова да се разреши. Ако се изгуби и сега надежда што ја има граѓаните, што отворено дадоа голема подршка за промени на овие криминални дејанија, ако се дочарат, верувајте, тешко ќе биде во иднина да излезат тие граѓани да гласат за било кого, ако изгубат таа доверба. Да. Добро, господин Илиевски, кажавме доста. Останува на органите, на надлежните, да видиме што ќе се случува во иднина. Секако, ние сме тука, ќе следиме, ќе разговараме повторно, после некој време ќе видиме до кај сме, што сме. Ви благодарам за учеството во Студио 10. Благодарам, само на крај да кажам дека јас како човек кој што анализирам работите, кој што пишувам колумни, ќе положам и понатака и со големо срце ќе гледам колку се реализира изборната програма на ВМРО ДПМН во делот, се зборувам, за образованието. А се надевам дека таа направена изборна програма за иднината во образованието, се надевам дека ќе се реализира, иако ќе оди чекор по чекор. Чекор по чекор, затоа што има доста за расчистување. Не може веднаш се да се расчисти, но чекор по чекор. Токму овие моменти кај што се Агенцијата за квалитет на високото образование, Републичкиот инспекцијски совет, каде што инспекциите по министерствата се партизирани, не функционира. Еве самите знаеме каква ни е екологијата, какво ни е сообраќајот, какво ни е загаденоста и така натака. Сето тоа треба да се преспитаат. Трудовите инспекции и така натака. Ако сакаме да ја добиеме довербата, каде што ќе го цитирам поранешниот амбасадор Тимоние, кој што ме прими, ме сослуша, кога ги објаснам сите работи. Само ова го кажа. Сето ова ќе оди таму кај што му е местото, не во Македонија.
Но вие треба да направите внатрешни реформи или трансформации. Внатрешни реформи и трансформации. Претходната власт немаше чувство. Останува и се надевам на добро на оваа власт. Очекувам тоа. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Со ова го завршуваме првиот дел. Останете со нас, водиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Ана Чоловик од Екосвест.